Собранието доцна синоќа усвои 9 закони, меѓу кои измените со кои се забранува употреба на пиротехника во затворен простор. Оваа мерка е дел од одговорот на трагедијата во дискотеката Пулс во Кочани, каде што загинаа 59 лица. Со новите измени се зголемуваат прекршочните глоби, а за повторен прекршок е предвиден и притвор. Полицијата добива зголемени овластувања за превенција на нарушување на јавниот ред. Донесени се измени во законите за образованието, субвенциониран студентски оброк и безбедност при работа, но амандманите за зголемување на субвенцијата за студентски оброк не беа прифатени. По две одложувања, Советот на јавните обвинители денеска треба да го разгледа предлогот за разрешување на државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски. Предходно, седниците беа одложени поради националната жалост за трагедијата во Кочани и недостаток на кворум. Сепак, владата најави дека ќе ја запре постапката, за да се овозможи непречена истрага за пожарот во дискотеката Пулс. Српскиот председател Александар Вучик соопшти дека консултациите за составување на новата влада ќе започнат во понеделник. Ова следи по неодамнешните парламентарни избори во Србија, каде што владеачката партија обезбеди мнозинство. Вучик истакна дека процесот на формирање на владата ќе биде транспарентен и инклузивен, со цел да се обезбеди стабилност и напредок за земјата. Председателот нагласи дека ќе разговара со сите релевантни политички фактори, вклучително и со представници на опозицијата. Според него, приоритетите на новата влада ќе бидат економскиот раст, европските интеграции и одржување на стабилноста во регионот. Очекувањата се дека преговорите ќе траат неколку недели, а новиот премиер ќе биде предложен откако ќе се постигне договор за владината програма. Опозицијата, пак, бара гаранции за поголема демократија и транспарентност во работата на институциите. Кинеската народно-ослободителна армија започна големи воени вежби околу Тајван, фокусирајќи се на тајванскиот теснец, клучен меѓународен трговски пат. Вежбите, кои вклучуваат воени бродови, авиони и артилерија, се одговор на неодамнешните изјави на тајванскиот председател Лај Чингте, која нарече Кина странска непријателска сила. Според тајванското министерство за одбрана, 76 кинески авиони и 19 бродови биле забележани во близина на островот, при што некои ја преминале неофицијалната граница во тајванскиот теснец. Групата на носачот на авиони Шандонг исто така влегла во тајванската зона за воздушна одбрана. САД ги осудија овие акции на Кина, оценувајќи ги како закана за регионалната безбедност. Портпаролот на Стејт департментот изјави дека САД се противат на еднострани промени на статус квото со сила и ја поддржуваат стабилноста во тајванскиот теснец. Кина ги оправдува вежбите како неопходни за зачувување на својот територијален интегритет и како одговор на, според нив, провокативните активности на тајванските власти. Тајванската влада, пак, ги осудува овие акции како закана за регионалниот мир и стабилност. Израелскиот министер за одбрана, Јоав Галант, изјави дека израелската армија ќе ги прошири операциите во појасот Газа со цел да заземе големи области од палестинската територија. Според Галант, целта е да се уништат терористите и нивната инфраструктура, а окупираните подрачја ќе бидат вклучени во израелските безбедносни зони. Оваа одлука ќе резултира со масовна евакуација на палестинското население од засегнатите региони. Галант ги повика жителите на Газа да го отстранат Хамас и да ги вратат израелските заложници, нагласувајќи дека тоа е единствениот начин да се стави крај на војната. Израелската офанзива беше обновена на 18 март, откако Израел го обвини Хамас дека го отфрлил новиот американски предлог за продолжување на примирието и ослободување на преостанатите 59 заложници кои се уште се држат во Газа. Хуманитарната ситуација во Газа се влоши, со повеќе од 50.000 загинати од почетокот на конфликтот. Меѓународната заедница изрази загриженост за оваа ескалација, предупредувајќи на потенцијалните последици врз цивилното население и регионалната стабилност. Обединетите нации повикаа на итен прекин на непријателствата и дозвола за хуманитарна помош да стигне до погодените области.